Благодарам. Почитувани граѓани, денеска како пета точка на дневен ред е ставен предлог за именување на директор и на заменик на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. И иако вчера имавме тенденција да поместиме закони што се од поголема важност за граѓаните, како законите за инвалидни лица, како законот за образование на возрастните, да се поместат понапред на дневниот ред од оваа 126-та седница, сепак парламентарното мнозинство немаше слух да ги помести законите кои што се суштински побитни за граѓаните понапред, но затоа во првите 5 точки се ставени предлози само за вдомување на нивните партиски кадри. Со назначување на функција сега пред избори за директор на Агенцијата за заштита на информациите од јавен карактер, со мандат, функција која што е со мандат од 6 години, сметам дека не е воопшто случајно, туку баш дека е тенденциозно, за да си обезбедите еден функционер кој што високо котира во партиската структура на Социјалдемократскиот сојуз, да си обезбедите 6 години една функција на партиски ваш војник. За жал, за директор на комисијава имало јавен оглас на 13 јуни оваа година, за да дури сега се избира директор. И тоа е тенденциозно, но мора да е запозната јавноста дека, за жал, во државата немаше една година државен ревизор кој ќе врши надзор врз јавните финансии, како и каде се трошат народните пари, се заради несогласувања во владината коалиција. Една година без ревизор, а во тој период од една година се случија тешки финансиски криминали, како рекет 1, рекет 2 и така натаму. Ве слушам сега од колегите од парламентарното мнозинство дека објаснувате сега имало повеќе барања за информации од јавен карактер. Па после година и пол неработење на оваа агенција, односно комисија, нормално дека ќе има повеќе барања, затоа што година и пол нема работено ништо. За предлогот што е даден за директор, не спориме за незините квалификации, дека е дипломиран правник, дека има положен правосуден испит и така натаму. Од биографијата гледаме дека има богато работно искуство во Македонска пошта, понатаму во Државната видеолотарија, понатаму во Државната изборна комисија и од 22, замислете за само 8 дена, била раководител на сектор за работа на градоначалник и како истакнат партиски член од 1.3.2018 е назначена за секретар на општина Аеродром. И тука набројани еден куп надлежности кои со овластување од градоначалникот, се за да се придобие мнението кај за квалитетите на личноста. Јас лично не ја ни познавам Пламенка Војчева, од она што го пишува тоа го коментирам, нити сакам да дискредитирам личности, но од она што го пишува вака во делот за каде што е секретар на општина Аеродром, вели раководење со административните службеници, координирање на активности за реализирање на стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на општината, спроведување на одлуките, заклучоците, насоките, упатствата на градоначалникот, давање упатства на раководните и другите службеници вработени во институцијата, особено во контекст со управување на човечките ресурси, одлучување за правата, обврските и одговорностите на административните службеници на начин и во постапки утврдени со Законот за административни службеници. Советување и помагање на градоначалникот во врска со комплексни активности и постапки што представуваат новина и кои не спаѓаат во редот на стандардните постапки.
одржување колегиум со раководителите на секторите, одделенијата во општинската администрација, следење и грижа за спроведување на одлуките, заклучоците, насоките, упатствата на градоначалникот, одржување на контакти на соодветно ниво со домашни и со меѓународни организации и непосредна соработка со секретарите на истите. Многу ме интересира, еве ќе поставам прашање, што тоа значи советување и помагање на градоначалникот во врска со комплексни активности и постапки што представуваат новина и кои не се стандардни постапки. Па градоначалникот на општина Аеродром не ги тера стандардните постапки, а не пак што не спаѓаат во редот на стандардните постапки. Судејќи по квалитетот на постапките на градоначалникот на Аеродром, можеме да судиме и за тоа и за квалитетот на секретарот на општината. И понатаму набројани во сите области, од Министерство за образование, од Министерство за труд. Јас ги читам, не за да задржам време, туку ми се наметнува едно прашање. Еве вака вели: со овластување од градоначалник, раководител на сектор за образование, спорт, култура и заштита, се работи и работни задачи има, значи, следење и развој на мрежата и задоволување на потребите на граѓаните, од предучилишно воспитание, основно образование, култура и спорт. Понатаму има за градинките, Министерство труд и социјална политика, образование, за култура, за млади, за локална самоуправа, Државниот испитен центар, со човечки ресурси и што ти уште не. Па вие зарем немате други кадри за еден човек да ви биде мултитаскинг и толку ли е способна госпоѓава? Но не и се. Вие навистина влегува во очи ова толку обширно објаснување. Може би е способна жената, не спориме околу тоа, но сметам дека се што кажавте пред изборите, излажавте, а и се што негиравте дека нема да го направите, вие го направивте. Така ветувавте департизација, деполитизација, за да сега имате предлози од високи политички, партиски ваши функционери за да станат државни функционери. А не можете да се справите со најосновни суштински работи, затоа што секојдневно на улиците во главниот град, во строгиот центар, имаме тешко улично разбојништво. Нашите деца не се безбедни да заминат ни на училиште и дали безбедни ќе се вратат. Од снимките што овие денови се вртат по социјалните мрежи, имаме секојдневни тепачки меѓу млади, организирани, снимени, дали намерно за да се пратат пораки, какви тоа пораки. Пред 2 дена беше брутално претепан бившиот градоначалник на општината Газибаба Тони Трајковски, со тешки телесни повреди. И вие велите, сме биле Бејрут. Не, ние сме го поминале Бејрут. Ние сме го поминале Бејрут и тоа е трагедија на овој 21 век. Па нели Министерството за внатрешни работи вети дека ќе се вратат позорникарите? Јас кога бев дете, бев сведок дека имаше позорникари и имаше една безбедност на високо ниво на улиците, низ нашите мала каде што игравме. А за жал, нашиве денешни деца, нашава младина, разделена по сите основи. По политичка припадност, по верска припадност, по марки на облека, по места на излегување, по места на живење, по места на школување. Така е кога имаме едно парламентарно мнозинство кое не ги става на прво место приоритетите, суштинските барања на граѓаните, кои што ние овдека како нивни гласници ги пренесуваме. Така е кога се што исполнува на партиските функционери, наместо да се стават во преден план најважните со устав категории за гарантирани, безбеден живот, чист воздух за дишење и така натаму. Но бидете свесни, јас
ја приметувам нервозата кај вас, дека вие, посебно од кога не добивме датум за преговори и откако почнавте да го губите тлото под нозете, вие навистина станувате многу нервозни и гледам нема реплики од моите колеги од парламентарното мнозинство, затоа што не се брани нешто што не се брани. Благодарам.